Јас сум Елизавета Дамјановска-Спасиновска, вие го следите најновото издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Останете со нас, почнуваме веднаш по генералната најава. Основното училиште Мирче Ацев од Ѓурче Петров, домаќин на наставници и ученици од Малта, Грција и Шпанија. Покрај лошата инфраструктура, велосипедистите мака мачат и со некултурните возачи. Пластиката опасна по здравието на граѓаните. Цената за приклучок за електрична енергија ќе се намали за најмалку 20%. Основното училиште Мирче Ацев 5 дена е домаќин на 18 наставници и ученици од Малта, Грција и Шпанија во рамки на Еразмус плюс програмата, во која општината е вклучена трета година. На еден од интерактивните часови присуствуваше и градоначалникот Александар Наумовски, кој нагласи дека проектот прераскажани приказни за јазичен и културен развој, кој функционира од октомври минатата година, е од исклучителна важност за учениците, поради можноста за запознавање на меѓусебната традиција и култура. Основното училиште Мирче Ацев 5 дена е домаќин на 18 наставници и ученици од Малта, Грција и Шпанија во рамки на Еразмус плюс програмата, во која општината е вклучена трета година. Проектите кои произлегуваат од оваа програма се директно финансирани од Европската Унија, а како што велат од општина Ѓурче Петров, основна цел на ваквите проекти пред се е размена на меѓународни искуства преку студиски посети во европските земји на учениците и наставниците, подигнување на нивото на наставата, како и културни придобивки. На еден од интерактивните часови присуствуваше и градоначалникот Александар Наумовски, кој нагласи дека проектот прераскажани приказни за јазичен и културен развој, кој функционира од октомври минатата година, е од исклучителна важност за учениците, поради можноста за запознавање на меѓусебната традиција и културата. Тој ги повика сите да аплицираат за проектите и програмите преку кои можат да се искористат средствата од Европската Унија. Крајна цел ни е подигнување на степен на образовното ниво во општината, истакна Наумовски. Преку Еразмус плюс програмата се развива меѓународна соработка, се потикнува партнерството меѓу различните чинители во образованието, се зголемува флексибилноста и достапноста на формалното и неформалното образование. Македонските образовни институции се повеќе се вклучуваат во европскиот образовен простор. Сообраќајната некултура и несоодветната инфраструктура не ги спречува најупорните и најголемите влюбеници во велосипедот, секојдневните обврски да ги завршуваат на 2 тркала. Дарко Арсовски од неформалната група на Точак повикува на поголемо почитување на велосипедистите во сообраќајот со цел зголемување на нивната безбедност. Во Скопје има се поголем број на влюбеници во велосипедот кои одлучуваат моторните превозни средства да ги заменат со ова еколошко и економично превозно средство. И покрај многобројните инфраструктурни пречки, најупорните велосипедисти решаваат секојдневните обврски да ги завршуваат на 2 тркала. Дарко Арсовски е еден од нив. Член е на неформалната група на Точак, а истиот го користи 365 дена во годината, без оглед на временските прилики. Вели дека му пречат дупките на патот, автобуските станици лоцирани на велосипедска патека и неслеаните рабници. Но според него, состојбата значително се подобрува на локациите каде што се завршени активностите од проектот Скопје Велоград. Потешкоти за возење Точак во Скопје. Не се толку страшни, ама сепак постојат. Например, би ги набројал пред се судирот со другите учесници во сообраќајот, каде што нема безбедни патеки, значи дали се коли, дали се пешаци, дали се автобуски станици на самите велосипедски патеки, каде што пешаците кои што качуваат на автобус се повторно во судир со велосипедистите, па дали се знаци на патот, дали се дупки, дали се раскопани патеки, несменети асфалт патеки, многу ги има. Дали неслеани рабници кога се приклучуваме на некоја велосипедска патека, дали се многу оштри пристапите. Да, пристапите. Посебно институциите кои треба недостигна паркинзи на одредени локации или пак на јавни простори како паркови, како плоштади, недоволно паркинзи каде што има па прилично многу ги има, да. Значи има многу што да се работи за да се подобри целата состојба со велосипедизмот, меѓутоа претпоставам дека тоа вас не ве демотивира, затоа што денеска на ова закажано интервју дојдовте со велосипед. Се добира. Секогаш возите велосипед?
Да, 365 денава годината. Значи не ве свршуваат ниту временските услови, ниту состојбата на патиштата. Па не, ама низ Скопје нема некои си драстични временски услови што би спречеле. Имавме 2-3 дена снег само и тој снег што беше не беше толку страшен. Као нема зашто не се вози преку цела година. Така, навистина еве убаво е да се забележи дека и во Скопје има такви ентузијасти кои што сакаат да возат велосипед и убаво е да го следат вашиот пример и останатите, би имале помалку метеж во сообраќајот и нели помало загадување на воздухот. Она што веќе подолго време се најавува, Скопје Велоград, еден проект кој што како што кажав, долго време се најавува, се работи на истиот, дали очекувате дека кога конечно ќе се реализира ќе се подобрат работите? Па вака, Скопје Велоград, ако не се лажам, од 2014 година се работи, значи веќе 4 години се работи на него и во овие 4 години се реализирани моја груба проценка, некои си 25 до 30% од него, а требаше биде готов од 2017. Во овие 30% што се промени велосипедските патеки, тоа се некои си, да речеме 20 на километри, може да кажам дека драстично се смени, барем користењето на нив. Тоа се дел од кај Континентал, значи целото Александар Македонски булевар или Линденска, дел од Партизанска, дел од Јане Сандански. Значи барем на тој дел, на тие неколку делници, драстично многу се има сменето и самото користење на точакот и комуникацијата меѓу пешаците, точаците и колите. Кај што има безбедни патеки, многу повеќе се користи. И може да приметиме дека во овие 4 години се има драстично зголемено бројот на користење на точаци. Луѓето кои што порано биле демотивирани поради истите причини што ја кажав преска, кои што беа многу повеќе, сега го користат точакот и за идење на работа, и за приватни активности, кино, театар, што иде. И покрај многобројните кампањи за подигнување на јавната свест, се уште има такви кои не само што не сакаат да возат велосипед, туку им пречат и велосипедистите, па често кон нив се однесуваат како кон нерамноправни учесници во сообраќајот. Со цел достигнување на повисоко ниво и толеранција во сообраќајот, велосипедистот Дарко упати апел до сите учесници во сообраќајот да покажат почит кон другиот. Пред се ќе кажам на сите учесници на сообраќајот, независно дали се во точак, во кола, пешки, во јавен превоз, да го почитуваме другиот. Независно на кое средство сме и другиот исто сака да стигне некаде кај што сакаме стигнеме, кај што ние сакаме стигнеме наша. Со почит, во добар сообраќај, во сообраќање, кога се обраќаме едни на други, самиот сообраќај е подобро и подобар и самите ние подобро стигаме до кај што сакаме, поведри, порасположени, побрзо. А ако сакаат да го сменат своето превозно средство, сега е совршено време, иде пролет, може сега да се почне, ќе видат дека градот Скопје, иако има пречки за возење во него, не се толку големи бидејќи самата ведрина која што ни ја пружа точакот, не дозволува да ги забравиме тие работи и со мерак да стигнеме на другата локација. А во Скопје, барем на кратките локации се стига и побрзо, и побезбедно, и порасположено. Ставете крај на изговорите и ослободите се од предрасудите. Времето секогаш е погодно, а вие никогаш не сте престари за возење точак. Пластиката е најконзумиран производ во светот. На дното на секоја амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат броевите или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти, кои при секое купување би требало да ги погледнеме? Во последните 50 години се промени начинот на живот, а пластиката речиси ја преплави планетата. Краткорочно гледано, пластиката го унапреди нашиот животен стандард, па дури и ги олесни нашите животи, но долгорочно гледано таа е голема закана за здравието. Според некои податоци, околу 2 милиона пластични шишиња се купуваат на секој 5 минути во светот. Ова покажува дека пластиката е несомнено најконзумиран производ во светот. На дното на секоја пластична амбалажа е втиснат триаголник со бројка во средината. Но дали сте се запрашале што означуваат бројките или символите на пластичните шишиња или на пакувањата на прехранбените продукти? Символот е број кој се рангира од 1 до 7 во рамки на триаголник. Овие бројки покажуваат многу информации кои се важни да ги знаеме во врска со токсичните хемикалии кои се користат во пластиката, колкава е веројатноста на пластиката да биде филтрирана. Слагена Стаменкова од Сдруженијето на граѓани за заштита на животната средина Екозвон вели дека 7 типови кои ги ставаат производителите на пластичните маси при секое купување би требало да ги погледнеме, но тоа многу ретко го правиме. Тие ознаки се од 7 видови и означуваат едноставно колку во себе содржи тие отровни материи, кои што потоа при неадекватна употреба се разложуваат, а кои што можат штетно да влијаат на нас,
односно на нашиот првенствено хормонален систем, имуниот систем, па дури и да предизвикаат канцерогени заболувања. Затоа во повеќе земји од Европската унија и од светот, например, најповеќе ќе кажам за флашичките од бебињата се веќе забранети за употреба и детските пластични играчки. Кога се произведува една пластика, потребно е 5 секунди. За користење 5 минути, а се разлага 500 до 1000 години. А можеме насекаде околу нас да забележиме колку пластика имаме. Стаменкова додава дека пластиката со броевите 3, 6 и 7 се најопасни и треба да се избегнуваат, додека символите 2, 4 и 5 се смета дека ова е најбезбедна пластика. Во безбедната пластика спаѓаат и корпите за отпадоци кои се користат во домовите. Најсигурни пластики се од двојката, четворката и петката. Од двојката се кантите за отпад што се. И тие би требало да се од тој тип на добра пластика, затоа што секојдневно фрламе отпадоци во нив. Замислете, ние фрламе отпадоци од било кој тип и ако уште самата пластика во која што фрламе биде штетна и отровна за човекот, значи ние имаме двојна штета во нашите домови. А сигурно не сме без само со една канта за отпадоци, сигурно имаме 2-3. Јас тука би потенцирала дека постојат граѓани, постојат фамилии кои што го селектираат отпадот. Тоа е најважниот дел за пластиката, да го селектираме и потоа така селектиран да се собере и нормално да се дистрибуира до определени организации, односно агенции кои што би вршиле рециклирање. Стаменкова потенцира дека во нашата земја постојат неколку фабрики за рециклирање на пластика. Првата што доби дозвола е Пакомак, а потоа и Гринтекс. Но сепак еколошката свест на граѓаните треба да се покрене на повисоко ниво, бидејќи во овој момент е на многу ниско ниво за да се селектира дома. Ако до сега за приклучок за електрична енергија граѓаните плаќаа по 500 евра, од сега ќе плаќаат по 400 евра. Новата пониска цена се должи на зголемувањето на ефикасноста на работата на електродистрибуција и на намалувањето на нивните трошоци за набавка на опрема која би се користела за изградба на овие приклучоци. За најмалку 20% ќе се намали цената за приклучок на електрична енергија за домакинствата, а ќе има намалување и на цената за приклучок за останатите потрошувачи. Тоа значи дека ако досега домакинствата плаќаа околу 500 евра за приклучок, од сега ќе плаќаат околу 400 евра. Како што истакна председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски, ова се должи пред се на зголемувањето на ефикасноста на работа на електродистрибуција и на намалувањето на нивните трошоци за набавка на опрема, која би се користела за изградба на овие приклучоци. Сето ова не става во добра ситуација. Трошоците за приклучок на домакинствата да се намалат најмалку 20%, а исто така ќе има и соодветно намалување и на трошоците за приклучок на останатите видови потрошувачи, додаде Бислимовски пред јавната расправа за мрежните правила за дистрибуција на електричната енергија на Електродистрибуција Скопје. Исто така ќе се намали и рокот за издавање, согласност и роковите за изградба на приклучоците. Со мрежните правила за дистрибуција, операторот на дистрибутивниот систем ќе биде обврзан да формира дата на податоци за квалитетот на испорака на електричната енергија, а тоа според Бислимовски е важно бидејќи ќе може да се мери квалитетот на испорачаната електрична енергија и врз основа на тоа да се прави дополнителен приклучок врз операторот на дистрибутивниот систем, да го подобрува квалитетот на испорачаната електрична енергија. Марко Бислимовски најавува поддршка за приклучените на парно грејење кои ќе постават калориметри. Конкурс за Пегас, нова книжевна награда за необјавен роман. Нови езерца во зоолошката градина. Повеќе делови од Скопје, утре без струја. Регулаторната комисија за енергетика предлага да се најдат соодветни механизми со кои на приклучените на парно грејење ќе им се овозможи да постават калориметри. Од регулаторна велат дека тој што ќе набави поголеми количини калориметри ќе има можност трошокот да го подели најмалку на 12 рати.
Регулаторната комисија за енергетика предлага да се најдат соодветни механизми со кои на приклучените на парно грејење ќе им се овозможи да постават калориметри. Председателот на Регулаторна комисија за енергетика, Марко Бислимовски, вели дека владата, градот Скопје и операторот на дистрибутивниот систем треба да најдат начин со кој ќе им се овозможи на приклучените на парно грејење да го платат на рати трошокот за поставување на калориметри или делумно да се намали поставувањето на овие уреди. Регулаторна комисија за енергетика останува на ставот кај приклучените потрошувачи да започнат да се поставуваат соодветни уреди, односно калориметри. При тоа ги повикуваме операторот на дистрибутивниот систем, владата и градот Скопје да изнајдат соодветни механизми. Овие трошоци за приклучените потрошувачи да се намалат делумно или да им се овозможи да го платат трошокот на рати. Очекуваме дека тој што ќе набави поголеми количини калориметри, ќе даде можност овој трошок да се подели најмалку на 12 рати, изјави Бислимовски. Издавачката куќа Арсламина и Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски распишаа прв конкурс за новата книжовна награда Пегас за најдобар необјавен роман на годината. Наградата се состои од паричен износ од 90.000 динари и објавување на романот во посебна едиција најдоцна во септември 2019 година. Издавачката куќа Арсламина и Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности Славко Јаневски распиша прв конкурс за новата книжевна награда Пегас за најдобар необјавен роман на годината. За наградата може да конкурираат сите необјавени романи, наменети за возрастни или за деца. Романите треба да бидат предложени од самите автори, кандидати за наградата, кои треба да ги достават своите ракописи во електронска форма по електронската пошта pegas@arslamina.com. Конкурсот ќе биде отворен до 15 мај 2019 година, а ракописите ќе ги оценува тричленно стручно жири. Како што соопшти издавачката куќа Арсламина, наградата Пегас за најдобар необјавен роман е своевидно продолжение на веќе етаблираната награда Роман на годината, што ја доделува Фондацијата за промоција и унапредување на културните вредности Славко Јаневски. Во 2019 година литературната манифестација Роман на годината одбележува голем 20 годишен јубилеј. Токму поради влијанието што оваа награда го изврши врз квалитативниот скок на македонската романсиерска продукција, Фондацијата Славко Јаневски и издавачката куќа Арсламина го почнуваат овој заеднички проект на воспоставување уште една награда за Роман на годината, овој пат за необјавен роман за деца или возрастни, сметајќи дека на тој начин ќе се овозможи уште поголем квалитет на овој специфичен литературен жанр, велат од Арсламина. Минатогодишната добитничка на наградата Роман на годината за романот Одбројување, Фросина Пармаковска, верува дека ваквиот начин на промоција на необјавени романи од млади автори е одличен поттик за творење, а со тоа и привлекување на читателска публика, која за среќа е се почесто ориентирана кон домашните автори. Дали е тешко да се биде писател во Македонија од аспект на твориштвото, меѓутоа и од аспект на заработувањето? Во тој аспект е тешко за сите писатели, меѓутоа нели задоволството што го дава пишувањето е немерливо, така што кога повторно би бирала би го направила истиот избор. Така, дали купуваат, дали читаат македонски автори, македонските читатели? Многу сум јас пријатно изненадена што во последниве години се свртеа македонските читатели кон македонска литература и тоа мене лично многу ме радува. Гледам дека се чита и на семите и вака и на форуми на интернет коментираат. Сам лесно е денес да се поврзете и со вашите читатели, така што гледам дека се интересираат и тоа многу ме радува. Наградата се состои од паричен износ од 90.000 динари и објавување на романот во посебна едиција најдоцна во септември 2019 година. Доколку и никој друг од ракописите биде оценет позитивно, издавачот Арсламина може да понуди објавување и на второ и трето рангираните романи. Со помош на јавните предпријатија исчистено е големото езеро во Зоолошка градина. Покрај тоа направено е и мало езеро за разладување на двете слоници Дуња и Даела. Слониците Дуња и Даела во Скопската зоолошка градина од вчера може да се капат во езерцето што вработените во зоолошката го направија за нив.
Дуња и Даела, кои пристигнаа во септември минатата година, представуваат голема атракција и се причина за големата посетеност на зоолошката. Двете слоници дојдоа од белгиската зоолошка откако претходно долги години биле дел од циркусот. За нив е изградено ново живеалиште. Дуња, која е азиска слоница, има 49 години и веќе навлегува во длабока старост, додека Даела е африканска слоница и има 30 години. Последен пат кога имало слонови во зоолошката градина во Скопје било пред 26 години, и тоа имало две, Цица и Јанка. Покрај езерото за слониците, исчистено и големото езеро, кое од зоолошката го нарекуваат мини Малдиви за животните. Делови од Киселавода, Газибаба, Ѓорче Петров, Карпош и Студеничани утре во одреден период од денот нема да имаат електрична енергија, соопшти Центарот за управување со кризи. Делови од Киселавода, Газибаба, Ѓорче Петров, Карпош и Студеничани утре во одреден период од денот нема да имаат електрична енергија, соопшти Центарот за управување со кризи. Од 8:30 до 10:30 часот струја ќе нема на булеварот Борис Трајковски, броевите од 71 до 89, сите стопански и нестопански објекти кои се напојуваат од трафостаницата Милсон. Од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат делови од улиците Добромир Хрс, Лазар Митров, Лав Толстој, Трајко Иванов и Петар Драпшин, исто така во Киселавода. Од 8:30 до 11:30 часот без струја ќе бидат корисниците од Трубарево, од делови на улиците 36 и 30. Од 9 до 13 часот струја ќе немаат дел од корисниците од улицата Александар Македонски, број 11А од број 20 во Ѓорче Петров. Од 9 до 14 часот корисниците од улицата Веселин Маслеша, Основното училиште Вера Циревири Трена во Карпош и од 9 до 15 часот корисниците од село Батинци на улиците 1, 4 и 7 во општина Студеничани. Од недела кон крајот на денот до вторник следува период со поинтензивни врнежи од дожд и со појава за ретки грмежи, најавува УХМР. Утре и в сабота ќе дува умерен југоисточен ветер и ќе превладува променливо облачно време со повремен дожд, претежно во западните делови. Утре температурата ќе биде до 18 степени. В сабота ќе се движи од 7 до 18, а в недела од 9 до 22 степени. В понеделник ќе имаме температура во интервал од 6 до 20 степени. Тоа беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.